Традиционалните ѓорѓовденски обичаи, песни и ора силно одекнаа меѓу жителите на Оризари и Зрновци, кои во двата дена од викендот уживаа во фолклорните дефилеа и концерти збогатени и со други пропратни содржини. Организаторот фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари, подржан од Министерството за култура и општина Кочани, најпрво организираше дефиле и концерт во Зрновци, каде настапија 6 домашни и странски ансамбли. Навистина представува чест и огромно задоволство што денес себе ние како општина сме домакини на 8 фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва. Општина Зрновци продолжува и понатаму да биде покровител на овакви прекрасни манифестации, да ја негуваме културата, да живееме сите заедно сплотени без разлика на верска, национална и политичка припадност. Председателот на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, Александар Тошев, на сите учесници, како и на градоначалникот на општина Зрновци, Борчо Коцев, им додели благодарници за придонесот во развојот на манифестацијата. Финалниот концерт, ѓорѓовденските игри, традиционалната преработка на млеко и млечни производи се одржа во Оризари, во присуство на голем број граѓани од населбата, како и гости од земјата и од странство. Нашата манифестација започна на 4 мај, кога што ни пристигнаа гостите од Босна и Херцеговина и од Црна Гора. Вчера имавме фолклорен концерт во Зрновци, каде што настапија гости од Бугарија, гости од Црна Гора, гости од Босна и Херцеговина, гости од Словенија и локални групи од Македонија. Денеска е централната манифестација, како овде во Оризари, 10 пат, юбилеен пат, каде што на традиционален начин за неколку минути започнат супење на зелник и биење на млеко, правење матеница. Пред тоа следуваше дефиле во рекотекот на река Масалница и традиционални ѓорѓовденски игри, влечење на јаже, игри со реки и со јајци. Вчера представници на фолклорните ансамбли од Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и од Словенија, кои што учествуваа на меѓународниот фолклорен фестивал ѓорѓовденски обичаи, имаа прием кај градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, каде во пријатен разговор беа разменети искуства.